Еве сме назад во вториот дел од емисијата. Наш денешен гостин е директорката на Домот на културата Крсте Петков Мисирков од Свети Николе, господјата Валентина Алексова. Добро утро, господјо, и добро ни дојдовте во нашето студио. Најнапред добро утро и голем поздрав до гледачите на вашата утринска програма, на вашата ценета телевизија. Најнапред да се заблагодарам што сум еве денес гостин во вашата утринска програма и пред се благодарам на поканата. Благодарам ете што дојдовте. 2016 година беше една од поуспешните години за Домот на културата во Свети Николе. Вие како директор на институцијата, еве што е она што може да го издвоите како највплечатливо или настан што допринесе за уште поголема афирмација на културните настани во општина Свети Николе? Па токму така како што рековте, значи за нас е една измината година, 2016 година, кога имавме повеќе активности во рамки на нашата установа Дом на култура Крсте Мисирков. И сега на почетокот на една нова година, кога што не само што правиме планови за тековните активности, настани, културни програми, нели сме и во еден период кога сублимираме се она што сме сработиле во изминатата година и во рамки на извештајот за работата што сме сработиле културни активности, настани, програми во текот на изминатата година. Со задоволство можам да кажам дека јас пред се како директор на оваа установа, културна установа, сум релативно задоволна, затоа што нели секогаш може да се направи подобро и повеќе, но со оглед на нашите можности и финансиски и сите други, можам да констатирам дека и зад нас имаме една релативно успешна година во однос на сработеното. Секако ние сме институција која што работи согласно утврдена програма за работа и согласно утврдената програма за работа, нашите активности мислам дека се реализирани согласно планираното. И за да можат гледачите на вашата програма, за да имат една поконкретна слика за што станува збор, еве накратко јас би сакала да дадам еден краток вовед во она што всушност значи општинската установа Дом на културата Крсте Мисирков од Свети Николе. Тоа е една културна институција, културна установа која што работи и функционира, изградена е уште од 1969 година и од тогаш па наваму еве активно функционира долги години и во рамки на нашата институција значи работат повеќе дејности, во рамки на нашата институција работи библиотека во склопот на значи на Домот на културата, потоа музичко-сценската дејност, киноприкажувачка, драмска и литературна дејност. Така да во секоја од овие пак дејности, значи во музичко-сценската имаме повеќе, се реализираат повеќе активности. Тука работи фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров, работи пејачката група, женската пејачка група Камелија, женско вокално трио на изворни песни Дзуница. Понатаму, значи имаме во рамки на драмскиот аматеризам активно работи младинско драмско студио Глорија, работи детско студио Колибри, интензивна и прекрасна соработка со градскиот театар Сцена 71, со кого имаме непосредна тесна соработка, значи и остваруваме повеќе заеднички проекти. Така да, значи, имаме една шаренолика, една лепеза од активности и со оглед на сите овие, како да кажам, активности, значи во изминатата година мислам дека понудивме една широка лепеза од културни настани на нашите сограѓани и тоа можам да кажам за сечи вкус и за секоја возраст. Споменавте и оценавте 2016 како една од поуспешните години. Исто така ќе ја паметите и по добиената плакета, конкретно доделена на фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров. Што значи ова за вас? Еве можеме да погледнеме и тука во студио, вие ја донесовте. Може ли да ни објасните што значи ова за вас, оваа плакета? Па, значи, вие рековте поуспешна. Јас
не би рекла поуспешна, јас ценам дека секоја година е на Е некој начин успешна или не знам, можеме да бидеме релативно задоволни и сепак се трудиме секоја наредна да биде поуспешна од претходната со можности нели сепак за и уште поголеми успеси во наредната, се разбира нели доколку ни дозволуваат финансиите, доколку ни дозволуваат и сето тоа зависи од повеќе објективни и субјективни причини, но сепак се трудиме нели максимално. Токму така, како што рековте, помеѓу другите активности, јас набрав, значи ние во текот на годината имавме голем број на активности, културни настани програми, но едно што е од најсвежите, што се случи на 19 декември во рамки на одбележување по повод Свечената академија, во чест на одбележување на нашиот патрон Свети Николај, во чест на Свети Николај, значи на Свечената академија, помеѓу другите и фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров, кој што работи во склоп на нашата институција, е добитник на плакета за зачувување и негување на фолклорната традиција. Навистина ни е драго што сме добитници на оваа плакета од Општина Свети Николе. Во оваа прилика се заблагодарувам уште еднаш на општината, на советот на општината, на градоначалникот за укажаната доверба. Ова ќе представува и мотивација, значи благодарност и во име на сите членови на фолклорниот ансамбл. Сепак ова представува и мотивација за уште поголеми активности, за уште поголеми успеси и за нашите најмлади мотивација за за зачленување на повеќе членови, да имаме во овој фолклорен ансамбл. Така јас би кажала накратко дека фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров, значи исто така долги години работи уште речиси од самото постоење на Домот на културата, работи во рамки на оваа институција. Има во него членуваат голем број на членови, менлива е бројката, значи некаде до 100 ја достигнуваме од сите возрасти, од најмалата возраст па до 20 годишна возраст, но имаме и постари членови кои што учествуваат повремено во кога правиме нели кореографии со изворни ора и ова автентични обичаи, значи тие се тука да ни помогнат со своите, не да ни помогнат, туку релативно и учествуваат во изготвувањето на овие значи автентични обичаи со кои што понатаму учествуваме и на меѓународниот фестивал на изворен фолклор Тодорица, кој што е организатор е Домот на културата од нашиот град, на други некои фестивали на изворен фолклор. Јас мислам поконкретно се надевам ќе има прашање за фестивалот Тодорица, кој што ни исто така ни престои еден впечатлив настан кој што е предпознатлив не само за нашата општина, туку и пошироко. Така да, се надевам дека ќе има посебно прашање за овој. Точно ќе разговараме подоцна за дел од активностите и за вашите планови во иднина, а да поразговараме и изминатиот период, значи измина првиот месец од годината. За тоа и започна, односно стартуваше и реализација на нови проекти како дел од кој дел од нив се финансирани од Министерството за култура. За кои проекти станува збор, односно кои ваши проекти се финансирани од Министерството за култура и каква е вашата соработка помеѓу нив и из локалната самоуправа? Токму така, како што рековте, секоја година, значи ние аплицираме до Министерството за култура по одредени проекти и најнапред би сакала јавна благодарност за успешната соработка континуирана со Министерството за култура. Тие секогаш ни даваат изводна финансиска поддршка за проекти кои што понатаму ние ги реализираме. Исто така имаме и поддршка, односно ние сме општинска установа, значи со локалната самоуправа, тесна поврзаност и соработка. Исто така благодарност за поддршката и од локалната самоуправа, без која секако не би било возможно функционирањето на оваа институција. Значи да се навратиме за проектите што се финансирани од Министерството за култура. Токму мислам дека пред некој ден излегоа резултатите по конкурсот, кои проекти се финансирани, така да и оваа година значи имаме повеќе проекти кои што се финансирани влегоа во програмата на Министерството за култура, кои што ќе бидат поддржани меѓу другите и од музичко-сценската дејност. Значи имаме неколку проекти во рамки на библиотечната, неколку проекти, фестивалот на изворен фолклор Тодорица ни е секогаш финансиски поддржан од страна на Министерството за култура и уште еднаш благодарност, се надевам дека таа соработка ќе продолжи и во иднина.
Еве споменавте дел од активностите кои што се план за во иднина. Може ли да разговараме кои се активности ги има во Домот на културата Крсте Петков Мисирков? Споменавте дел, да раскажете по значи, како што рековте, јас и во самата најава кажав што се работи нашата институција, кои се активности ги набрав. Еве малку да споменам и за библиотеката. Нашата библиотека, како што реков, функционира во рамки на Домот на културата. Таа располага со богат книжевен фонд, некаде од околу 54.000 наслови и во неа членуваат повеќе членови, некаде бројката е менлива, значи со оглед на големината на нашата општина, ние сме релативно задоволни, секогаш може да биде поголема бројката од 700 до 1000 членови, зависност бројката се менува од година во година. И со цел да го задржиме, мислам да привлечеме што поголем број на читатели. Значи ние набавуваме секоја година тековно набавуваме нови наслови, како од детска литература, така и за возрастни белетристика. Исто така се организираат во рамки на библиотеката голем број на промоции со цел каде што се промовираат и млади автори и детски писатели и писатели. Значи со цел сето тоа за да го привлечеме вниманието и да ја дадеме поголема популаризација на книгата, да има повеќе читатели. Секако наши најверни читатели се најмладата популација. И секако имаме и од возрастни, бидејќи нудиме белетристика и благодарност на благодарение на проектот на владата. Ете, споменавте библиотеката како дел од Домот на културата, се реализираше и владиниот проект, како што споменавте преводот на 1000 наслови. Колкава е посетеноста на библиотеката со оглед на тоа што добивте нови книги како дел од овој владен проект? Дали има некои нови читатели и така натаму? Значи, како што веќе да се надоврзаме, споменавте и вие, во еден континуитет од неколку години, значи благодарение на владата на Република Македонија, проектот на 1000 наслови, превод на 1000 наслови, во континуитет исто така и нашата библиотека е една од библиотеките во која што се донирани книги, значи превод на 1000 наслови, како и стручна литература. И со самото тоа, значи не само што се збогати нашиот книжевен фонд, значи со самото тоа привлекуваме и поголем број на читатели, ова популација, значи кои и со сама стручната литература е потребна на студентите, за едукација на оние што се постдипломски студии, така да имаме и читателска публика од оваа категорија и секако, значи, јас се надевам дека ќе продолжи ова со континуирана набавка на литература, со исто така со донации, со што уште повеќе би се зголемил бројот на читателската публика. Колку поголема понуда и избор на наслови на книги во библиотеката, толку поголем бројот на читатели, поголем интерес да се влезе во библиотеката. И така сепак имаме ние тука и катче за најмладите, детско катче каде што нудиме за она предшколска возраст, нешто интересно, така со цел да се привлече вниманието, да биде посетена библиотеката. И реков, библиотеката е само еден сегмент, значи ние во рамки на институцијата секако функционира и филмската, киноприкажувачката дејност, се уште иако со тешки маки, впрочем како што е и во целата, во сите институции филмска и киноприкажувачка со оглед на она што се го направи современата технологија, се помалку оваа дејност доаѓа до израз, меѓутоа еве ние се трудиме да тука да прикажеме за да овозможиме на љубителите на филмот да дојдат и да посетат некои, се трудиме на новите филмски остварувања да ги донесеме што се кај нас, исто така во соработка со Кинотека на Република Македонија, значи еве реализираме некои заеднички проекти, значи денови на македонскиот филм, не знам и така, со што еве конкретно, значи еве и сега имавме за најмладата популација, значи филмска недела во која што најмладите можеа да погледнат, значи филмувани бајки
за време на зимскиот распуст, така да, нели, еве текомно се со цел да може и љубителите на на филмот да можат да дојдат и да погледнат нешто што ќе биде интересно за нив, а со цел нели да ја одржиме оваа дејност. Ние во соработка со училиштата прикажуваме, значи правиме денови на филмска недела и на покана од наша страна на училиштата, значи ги донесуваме на младите да дојдат да погледнат филм, некако да се создадат навики. Колку успеате да реализирате овој проект од филмската индустрија? Па ви реков дека тоа не се проекти ние значи во соработка со општинските основни училишта со цел нели младите да се навикнат да влезат во киносала да погледнат филм. Значи ние организираме такви филмски проекции во соработка каде што училиштата организирано ги донесуваат дечињата така да имаат можност да погледнат филмски проекции, наменети за деца секако. И значи еве споменав библиотека, споменав филмска и киноприкажувачка дејност. Значи сепак тука, како што реков, работи и драмскиот аматеризам. Оваа година не само драмскиот аматеризам, туку во рамки на драмската дејност со цел да ги задоволиме нели вкусовите на театарската публика да може да донесат. Нашата институција во рамки на изминатата година, значи реализираше неколку проекти од сопствена продукција, односно аматерски представи од нашиот аматерски театар во соработка со аматерскиот театар Сцена 71 и секако значи имаше гостување на професионални театри од Скопје, театарот Комедија гостуваше. Понатамо имаше значи во соработка со други културни установи од театарот од Штип, од културна институција аматерски представи со кои што имаме соработка, значи театарски представи за деца имаше, така да мислам дека за љубителите на на театарот имаа можност да погледнат во рамки на изминатата година и повеќе театарски представи, како реков професионални, така и аматерски. И сега значи и во рамки на музичко-сценската дејност, тука се активностите, значи она што за најмладите, значи концерти имавме во рамки на значи на изминатата година имавме реализирано повеќе концерти, тоа како нели од фолклорни гостување на фолклорни ансамбил, нашиот фолклорен ансамбл, концерти на класична музика имаше. Минатата година ни гостуваше и нашиот амбасадор на културата Танец. Понатаму имавме концерти исто така на нашиот фолклорен ансамбл во рамки на Светиниколско културно лето. Една од Светиниколско културно лето Топол културен бран е манифестација која што се организира во сите културни установи во текот на летниот период. Исто така и ние, така да имавме културни активности во овој период. И реков во рамки на музичко-сценската дејност ни функционира фолклорниот ансамбл Јанко Глигоров, за кој пред малку зборува. И тој во изминатиот период исто така не само што активно работеше на пробите, подготовките, исто имаше и гостувања. Имавме гостување во Бугарија, гостување на фолклорен фестивал, значи Балкан Фолк Фест во Бугарија. Гостувавме во збратимената општина Чичевац. Секоја година учествуваме во рамки на денот на општината, Видовден. Така да исто така во рамки на нашата република имаме постојани гостувања, учества на, како што реков, на фестивали. Така да еве ја споменавте библиотеката, ја споменавме и филмската индустрија, потоа во склоп на Домот на културата функционираат и други активности, како што споменавте драмското студио, пеачката група, но и градскиот аматерски театар. Може да ни кажете еве некои други активности кои се одвиваат како дел од нив? Значи да, токму така како што рековте, повеќе активности, повеќе настани во рамки на драмската дејност. Јас споменав дека имаме интензивна соработка со градскиот аматерски
театар Сцена 71, со кого непосредно реализираме заеднички проекти. Оваа година имаше две премиери во соработка со Сцена 71 кои што ги изреализиравме. Тоа се комедии Одам на лов и Не се клади на енглези, со која исто така значи гостувавме во Бугарија, во Софија со оваа театарска представа. Учествувавме на фестивал на аматерски театри Езоп, каде што добивме и со оваа театарска представа добивме и две награди. Ја споменавте соработката со збратимената општина Чичевац и ансамблот што доаѓа исто од истата општина. Имате ли можеби некоја конкретна соработка што ќе ја подготвувате, нели со нивна соработка во иднина или па можеби некое заедничко патување? Што планирате еве со вашата соработка со нив? Токму така, како што споменавте, значи ние сме една од општините со која што во еден подолг континуитет, не знам, околу 40 на години, да не манипулирам со бројката, мислам повеќе, можеби и повеќе од 40 на години ја имаме оваа интензивна соработка со збратимената општина Чичевац и тие се наши редовни гости на нашиот фолклорен фестивал Тодорица, кој што ние го организираме. Исто така, значи со фолклорните ансамбли, соработката, една од соработките е на тој начин. Исто така, значи, ни гостуваат и со театарски представи, ние со наши театарски представи. Таа соработка трае подолг период, значи јас се надевам дека ќе продолжи и во иднина. Еве, познато е дека во склоп на Домот на културата функционираат нели повеќе дејности, секции, планови, нели програма. Дали вие во текот на наредната година имате некои настапи закажано? Дали ќе ни откриете нешто или се уште нема? Па, мислам, зошто да не, можеби нешто што, еве, на почетокот сме, како што реков, на оваа година, значи, ние сме институција која што работи согласно годишна програма за работа и согласно годишната нашите планови. Значи, за почеток, еве, во месец јануари веќе отпочнавме, како што реков, со филмски проекции. Имаме закажано една театарска представа од Демир Капија, значи за крајот на овој месец. Понатаму за месец февруари повторно продолжуваме со промоција и подготовки пред се за нашиот меѓународен фестивал на изворен фолклор Тодорица. Значи, по тоа сме и препознатливи нашата општина, значи изворен фолклор, каде што секоја година, значи на наша покана, учествуваат од 12 до 14 фолклорни ансамбли од земјава и од странство, каде што пред се основен предуслов е, значи, на сцената се прикаже автентичен обичај, автентична музика, секој ансамбл или културно-уметничко друштво да го прикаже автентично настанот, односно обичајот од поднебјето од каде што доаѓа, значи и во тој период градот во рамки на оваа манифестација, значи секоја година овој фестивал се организира на Тодорова сабота, значи не го менуваме денот, тоа е секогаш во сабота и во рамки на овој фестивал се организира и Тодорички панаѓур. Тогаш градот врие како, значи имаме многу посетители и од надвор и значи публика и фестивалот е доста посетен, така да сцената е многу интересна. Во рамки на овој фестивал, мислам, ние организираме и традиционална изложба на фотографија од она што се случувало во изминати години, но доста интересна и автентична и сцената се трудиме да биде во склоп на она што ќе се случува на сцената, значи со автентични некои детали од нашето изворно богатство, нашата фолклорна, мислам, ризница. Така да и сцената е доста интересна, кога групите со автентични носи, значи тоа е една шареноликост од убавина од наши автентични, не само наши, нели, секоја на фестивалот земаат учество и ансамбли од повеќе националности, така да е многу интересно кога секој ансамбл во своја автентична носија ќе се представи со свој обичај, со своја изворна песна.
така да еве тоа е едно мислам автентичен е обичајот, самиот автентичен е овој фестивал на изборен фолклор, по кој што пак ќе повторам сме и препознатливи во нашата република, па и може да се каже и пошироко. Дали еве на овој фестивал доаѓаат само луѓе од Република Македонија или можеби пошироко учесници и Како што реков, да, се трудиме, значи ова е меѓународен фестивал на изворен фолклор, како што реков секоја година по некое непишано правило. Учесници ни се нашите фолклорниот ансамбл Моравац од збратимената општина Чичевац, но значи нели согласно нашите можности покано минатата година имавме и од Бугарија гости. За оваа година се уште сме нели во една прелиминарна фаза на подготовки, кога се уште конкретно не ги знаеме, мислам ги селектираме ансамблите за да се знае кој се ќе учествува. Така да на овој фестивал да споменаме и од надпреварувачки карактер, за кој одлучува стручно жири за награди, значи и така еден да од поважните настани за секако, значи Како што сите споменавме настани ни се неколку важни и значени. Јас не би можела да дадам приоритет на некој настанот од помал, како да го наречам, помал карактер и обем, меѓутоа сепак ова е еден од повпечатливите, можам да кажам, настани, кога што еве и ни требаат и повеќе подготовки, имаме повеќе гости, значи учесници, еден од масовен карактер, така да мислам интересен е и за нашиот град, да, навистина. Еве заборавив кога зборувавме да го споменам и едно интересно фестивалче, детско фестивалче, што сме организатори ние, значи шоу за деца Звездички, каде што исто така еден од повпечатливите настани кој што го организира нашата институција, каде што се вклучени голем број дечиња кои што и играат на плейбек или така да многу интересно, исто така и многу посетен и интересен настан во кој што најмногу се вклучени нашите најмлади дечињата од училиштата од 7 до 14 години. Старосната година е од 7 до 14. Така, да. Свети Николчани има можност да погледнат балет. Дали годинава повторно ќе се реализира оваа соработка? Свети Николчани, може мала корекција, значи балет до сега не сме имали учество, меѓутоа гостување од македонската Гостување од македонската опера и балет сме имале со гала оперски концерти на неколку пати и значи нашата светиниколска публика знае да го испочитува, знае да го можеби на почетокот малку со резерви, секоја додека се навикне публиката, меѓутоа сепак со годините ние повеќе пати има гостување од македонската опера и балет, така да навистина сега бараат, публиката бара, значи постојано кога ќе ни гостува нешто од македонската опера и балет и ние за наша среќа еве еден од проектите кои што го добивме за оваа година е и гала оперски концерт од македонската опера и балет, каде што нашите сограѓани повторно еве ќе имаат можност да уживаат. Значи тоа ќе се случи некаде во месец мај, планирано е кога малку потопло, така да еве на нашата публика да овозможиме да ги задоволиме и вкусовите, мислам и желбите на оваа публика. Така да имате благодарност, соработка? Да, имаме соработка, но тоа е сепак и тоа е проект на Министерството за култура, благодарност што ни даде поддршка еве да го реализираме. Се надевам дека ќе го реализираме затоа што е влезен во проектите и е одобрен од страна на Министерството, така да еве ќе биде, мислам, се надевам ќе го реализираме успешно и овој проект. Разговаравме за многу настани, проекти и активности во склоп на Домот на културата. Што е она што е планирано во следните неколку месеци? Што ќе се случува во иднина и кои се важните предвидени активности за Домот на културата Крста Петков на Сирков? Во разговорот горе-долу, ние ги допревме сите прашања. Јас открив и нешто, реков тековно што ни се плановите во најблиската иднина, значи пак ќе се повторам, значи имаме приоритетот ќе го дадеме на подготовките за реализација на Тодорица, филмски проекции, во најскоро време неколку театарско гостување со театарска представа, повторно реков, значи промоција на книги.
Тоа е сега за овие 2 до 3 месеци, но понатаму секако тековно ни следува Светиниколско културно лето, еве ќе доаѓа летото, гостување на Македонската опера и балетот, секако гостување имаме и на професионални театри што ни се предвидени. Се надевам и некоја продукција на наша аматерска представа, значи во соработка со Сцена 71, постојани промоции во библиотеката и тековните активности на фолклорниот ансамбл, пејачката група, народниот оркестар се тука, тековно секојдневно се реализираат тие проби. И уште еднаш би сакала благодарност за соработката со Министерството за култура, со локалната самоуправа на општина Свети Николе, до градоначалникот Зоран Тасев, со кој што несебично секогаш имаме поддршка за да ги реализираме сите овие планирани активности, сите овие проекти во рамки на нашите можности. Еве, се приближуваме и кон крајот на нашиот разговор. За на крај да ни кажете за сите оние кои што сакаат да бидат дел од културно-уметничкото друштво или можеби од пејачката група или дел од сите ваши активности. Каде да се информираат за подетелни информации и како да се пријават? За сите оние, ние имаме на нашата локална телевизија, постојано се информирани за сите настани, па и за она кога се врши уписите, постојано на нашата Facebook страна, имаме со информации кај нашите вработени и секако ние имаме доста членови, целта и интенцијата на нашата институција е што поголем број на членови. За жал, се некако со овие новиниве се губи интересот за она што е нешто во членување во некој фолклорен ансамбл, едно друго, меѓутоа ние се трудиме на различни начини да ги придобиеме што поголем број на членови и јас сум сепак можам да кажам задоволна и среќна што се поголем број на членови. Мислам, имаме заинтересираност, малку помала интересот од машките, значи секогаш ни недостасува играорци. Меѓутоа женските се така тука, секогаш имаме доволно членови од девојчиња, машките малку така во помал број, но сепак функционира успешно. Успешно редовни проби се одржуваат, редовно си работат, има интерес, така да навистина мислам задоволни сме од тоа што во моментов функционира, така да за сите заинтересирани има начин, мислам имат и доволно информации каде може, што најнапред би рекла дека е доволно да се има желба да се членува, да се посетува некоја активност која што се има интерес да се членува во некоја, како да кажем, слободна активност, па тоа може да биде членување во фолклорен ансамбл, во пејачката група ни е составена од млади членки, значи можеби во Македонија едно од најмладите членки, имаме пејачка група со повозраст, најмлади членки што се повозраст, тие се девојчиња, средношколки и со ова пејачка група, женска пејачка група која што на репертоарот негува староградски песни. Ние учествуваме на повеќе фестивали кои што од овој карактер, значи што се организираат во нашата република. Во странство се уште не сме учествувале, значи меѓутоа секогаш каде што ќе се појават нашите се некако најмлади, што значи постои интерес, дали се мотивирани или не, секако дека најверојатно посетуваат работи. И сега малку проблемот е што тоа се генерации кои што потоа одат на студии, се запишуваат некаде во други градови, па ни се менува составот, па доаѓаат нови членови. Меѓутоа тоа е нашата работа. Целта на оваа институција е не само да нудиме професионализам, професионална театарска представа, професионални
гостување на други, нели, професионални ансамбли. Сепак една од нашите цели е да го негуваме, мислам, да привлекуваме што поголем број на членови, Домот на културата да биде еден центар на активности на каде што младите ќе членуваат во поголем број, дали тоа ќе бидат во рамки на, како што реков, фолклор, дали во драмскиот аматеризам како членови на младинското драмско студио, дали во библиотеката, во литературната секција, значи аматеризмот се трудиме да го држиме на едно високо ниво, да привлечеме што поголем број на млади да не бидат членови, затоа што ова е на некој начин и расадник на таленти. Тука младите може да почувствуваат, ова е местото каде што младите може да почувствуваат, значи, што би сакале понатаму, со што би сакале да се занимаваат, дали да се понатаму насочат како професионални музичари или, не знам, глумци, па и тоа на некој начин, зашто ги тука почувствуваат се првите чекори каде што можат да откријат, значи, нели, со наша помош, зашто имаат талент, па понатаму да го насочат, па еве од тука произлегуваат и неколку, нели, се произлезени професионални музичари, па имаме професионални глумци. Тука е местото од каде што се првите почетоци. А нашата цел е токму тоа, да понудиме ние место за сите, катче за најмладите. Секако оваа институција не е ограничена, нели, не сме место каде што само најмладите се наши членови и потенцијална публика, нели, ние со разноликата програма се трудиме за сечи вкус, нели, тука ова институција да биде посетена од сите возрастни структури, секој да си го најде својот интерес, тоа да му биде нашата институција да биде едно пријатно катче каде што секој кој што планирал дел од своето слободно време да го искористи во некој, да погледне некој културен настан, навистина да дојде и да види она што го интересира. Точно, но споменавте дека сепак желбата е најбитна на прво место за да се членува во токму Домот на културата. А токму потоа се е лесно. значи треба да се има желба, нормално имаме тука, нели, ние зависи тоа, нели, колку и што понатаму, нели, гостувања дали ќе се реализираат повеќе или помалку, сето тоа зависи од одредени, нели, финанси, но се трудиме колку што можеме, значи, нели, со одредени гостувања во, еве, заборавив да споменам, нели, и минатата година имавме гостување и во Банско, Бугарија, понатаму со фолклорниот ансамбл, 2 гостувања, значи, во Бугарија, во Србија, така да нели, мотивацијата на членовите е некаде да се покажат со она што го научиле, да гостуваат, на различни настани во Републикава, значи постојано сме некаде, учествуваме со фолклорниот ансамбл, со пејачките групи, со народниот оркестар, но целта е, нели, малку некаде надвор од границите, младите да тоа име некако желба за да можат и поголема мотивација за да можат да членуваат, значи кога ќе се оди ваму таму и така, меѓутоа сето тоа зависи сепак, ќе речем, и од одредени финанси, па така да согласно финансиите, јас се надевам дека горе-долу имаме некој баланс, имаме и се работи во согласност со нашите можности. Ете, разговаравме, нели, дел од проектите, дел од активностите, мислам дека опативме се во овој разговор. Јас најпрвен, нели, ќе ви заблагодарам што бевте дел од нашето студио, се надевам дека ќе ги реализирате сите проекти, дека повторно ќе бидете наш гостин за да раскажете нешто ново. Па јас се надевам во овој краток период. Мислам има многу што да се зборува. Значи ако се земи за секоја активност поделно во рамки на секоја дејност, имаме повеќе активности, секако дека сум пропуштила нешто. Не сакајќи, значи меѓутоа се надевам дека вашите гледачи добија еден впечаток, една слика за она што најнапред значи нашата институција Домот на културата Крстен Мисирков од Свети Николе, што работи, кои активности ги имаше во изминатиот период, делот, нели, споменавме кои активности ќе се случуваат во наредната година, само мал дел. И повторно, еве на крајот, ви се заблагодарила на вас што еве ме поканивте ова утро да бидам дел од вашата утринска програма и се надевам јас со задоволство дека ќе гостувам повторно, ќе бидам гостинка во вашето студио и со задоволство би ја прифатила секоја ваша покана. Ете, ја уште еднаш ви благодарам и се надевам дека ќе реализираме повторно средба во иднина. Благодарам.